Имотно-правни, семејни и бракоразводни проблеми, постапки за изрекување на мерки при вршење на семејно насилство, се само дел од барањата на граѓаните за добивање бесплатна правна помош. Бенефитите се огромни за граѓаните на Република Македонија и на сите оние кои што се вклучени во овој регионален проект, кој ќе се случува во наредните 3 години. Ова ние како Министерство за правда и досега ја обработуваме бесплатната правна помош, меѓутоа ние од огромна помош на тој начин ќе обезбедиме пристап до правдата за сите, односно еднаков пристап до правдата без разлика на нивната финансиска состојба и ќе обезбедиме правна помош и во делу на судската постапка и во делу на управната постапка. Бесплатната правна помош ќе им овозможи на ранливите категории на граѓани да добијат правен совет, подготовка на документи и застапување пред суд без финансиски товар. Ќе работиме во сите 8 плански региони на земјата со организации кои што ќе треба да обезбедат бесплатни правни услуги на луѓето со квалитетна правна помош. Од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака потенцира дека голем дел од семејствата на лицата со попреченост не се добро упатени за остварување на постоечките права. Многу од овие семејства и самите лица не се комплетно запознаени за правата кои што постојат во нашата држава, правата кои што би можеле да ги остварат. Од друга страна немаат капацитет да се борат за своите права. Минатата 2025 година примарна правна помош користеле 5071 лица, а секундарна правна помош 258 граѓани. Инаку регионалниот проект насочен кон реформирање и унапредување на системот за бесплатна правна помош ќе се реализира во наредните 3 години. Нина Аритоновска, Сител телевизија.